Можеме да кажеме дека во Струмица се забележува дека се градат повеќе станови, никнуваат згради како печурки. Кажете ми како оди продажбата со становите токму во овој град во последните месеци? Што може да се каже од аспект на вашето работење, дали доаѓаат овде граѓаните за да купуваат станови? Па, можеме слободно да кажеме дека да. На наше задоволство во Струмица се гради и секој ни се шири градот, што е во секој случај убаво и за нас. Има се градат станови, има побарувачка на станови, кога веќе можеме да кажеме, кога станува збор за продажба на куќи и станови, секако становите се во доста поголем пораст за продажби. И ги разбирам луѓето, затоа што сепак куќите се барат повеќе трошоци, барат поголемо одржување, становите се некако полесни за одржување, се полесни кога станува збор за месечни трошоци, кога станува збор за, например, странците кога доаѓаат, некако се посигурни. Дури ова лето имаше многу некако навала продажба на куќи во замена за станови. Некако ги продаваат куќите за да си земат станови, се посигурни со становите нека. Кажете ми како се движи цената? Можеби цената е некако пресудна тука за тие да се одлучуваат да живеат во станови. Како се движи цената на становите, како на цената на куќите кои што се продаваат? Па, интересен е фактот баш поради тоа што становите се многу поскапи од куќите. Ако, например, новите станови се со цена од 750 евра за метар квадратен, зборуваме за нови станови од централно градско подрачје, за куќите се околу 250 евра од метар квадратен. Но бидејќи куќите се секогаш со поголема квадратура, например, станува збор за 300 метри квадратни, 400, 250 метри квадратни, секако становите обично, например, 70-80 метри квадратни или помалите станови, секој им доаѓа поевтино и полесни за одржување и се одлучуваат повеќе за станови. Но има и такви кои си сакаат куќа. Така, исто тука може да спомнеме да ни кажете за каква квадратура најчесто се заинтересирани граѓаните, дали за поголеми, дали за помали станови? Тоа зависи од возраста на купувачите. Пред се најмногу се продаваат станови околу 70 метри квадратни, 80 метри квадратни, тоа е трособни станови. Но не можеме да кажеме дека не се бараат и другите. Или, например, 50 метри квадратни помалите станови, кога станува збор за млади брачни парови, за самци, за луѓе веќе во постари години кои сакаат да си живеат сами. Имаме доста побарувачки на помали станови, но немаме добра понуда за нив. Кога станува збор за помали станови, имаме многу слаба понуда. Едноставно не се градат тука во Струмица помали станови, што мислам дека е многу голема грешка. Така, да се надеваме дека во наредниот период пазарот ќе увиди оваа потреба од изградба на помали станови кои што би ги задоволиле потребите на онаа категорија граѓани кои што сакаат да живеат во помала квадратура на куќа или на стан. Исто така сакам сега да ве прашам за колку од аспект на плаќањето безбедно при купување на станови. Значи тука дали се зема предвид исправноста на документите, одобрението за градба, имотните листови, тука нешто околу овој дел да ми кажете? Па секако дека се би биле посигурни кога би купиле преку агенција. Значи, од моје искуство, долгогодишно работење, имаме случаеви со измамени граѓани, кои што секако сами пробале да го средат, да ги завршат сите тие процедури и секако не се толку информирани како и ние. Значи, во наша полза е доколку документацијата на станот биде средена и комплетна како што треба, бидејќи сепак ние треба да работиме и да си имаме свој углед во градот, за да биде законски завршено, средено се, треба да си бидат задоволни и двете страни. Значи, има личности што се користат со тие некои, како да ги кажам, нечесни начини, например, на продажба, но кај нас тоа не може да се случи,
затоа што се проверуваат сите тие информации, се проверуваат историја на продажба на станот, документи од катастар, секоја документација, целокупната документација си ја вадиме, си ја средуваме ние и мислам дека е најсигурно да се оди преку агенција, затоа што секако не можам на муштеријата да му дадам стан што не е комплетно, што не е со комплетна документација. Дали може да ни кажете како оди процедурата, што треба се за да се продаде еден стан, а тука од вас, што се може да добијат вашите клиенти околу овој дел? Па за еден стан, например, биде продаден како што треба со сите комплетни документации кои што им требат на луѓето за да дојде до нотар и се префрли на нивно име станот, секако им треба уверение платен данок од општина Струмица, имотен лист кај што се проверува дали например станот е под хипотека, дали има некои други задолжувања, дали е се чисто како што треба. Доколку не е, сите тие работи може да се средат, нели? Но сепак е малку посложена процедура и минува повеќе време, но се средува. Доколку е средено се тоа, секако треба изјава од сопружниците дека еден од друг се согласуваат за да се продаде, например, станот кога се работи за стан, за користен стан, например, доколку е нов, си е веќе друга процедура, нема потреба од сите тие работи, и доколку веќе се работи за користен стан, се бара и венчаница од сопружниците дека навистина е тоа така. Едноставно ги имаме сите потребни документи кои што ги ни докажат дека навистина може да се продаде станот без проблеми, може да се префрли на име на купувачот. Така, вие веќе долги години се занимавате и сте во оваа дејност, а дали може да ни кажете колку граѓаните се повнимателни кога купуваат стан во врска со плаќањето? Дали низ годините беше друга ситуацијата, а сега имаме нешто друго? Нешто значи околу тоа колку се повнимателни во врска со купување на станови и плаќање? Значи, има страшно голема разлика од порано и сега. Луѓето се веќе некако доста уплашени од сите тие ситуации што се случуваат околу нас, па тука сме и ние. Значи, секако дека внимаваат, и тоа може да се каже дека се многу внимателни, што и во секој случај треба да биде така, но сепак нам ни треба некое си убедување дека постојат документи што ќе го потврдат тоа. Понекогаш имаше луѓе, ти го остави имотниот лист, го продавам ова и толку, му го покажеш на клиентот листот, ворете се и готово, толку, завршува тука. Некако имаше збор како на поверење, сега не. Искрено јас не го одобрувам тоа, бидејќи кога го имаш документот си е друго, си имаш сигурност, си имаш доказ, си имаш буквално работи со факти, не работиш на предпоставки, даден збор или било што. Дали доаѓаат почесто тука да прашуваат, да поставуваат прашања во врска со тоа како е, што е? Да, значи има луѓе кои што ги интересира буквално се, има некои кои што остават се во наши раце да се среди, да се завршат сите тие процедури, зависно од луѓето, но повеќето остават на нас. Какви прашања најчесто поставуваат вашите клиенти кога доаѓаат, дали во врска со градбата на нели покрај цената, дали можеби градбата на становите или нешто друго, што е она што најмногу ги интересира кога купуваат? Па најмногу ги интересира дали е се во ред, дали може да се изврши купопродажба. Тоа е најпрвото нешто што ги интересира кога станува збор. Без разлика и за нов и за користен стан, најпрво ги интересира сигурноста, например, за префрлање, да не бидат измамени, да не бидат излажени на некој начин. Друго што ги интересира е градбата. Во последно време многу се интересираат, например, дали има како се изградени становите, со кој материјал се градат, дали има парно, дали има изолација на самата зграда, затоа што навистина тоа игра голема улога и понатаму во нивните трошоци. Или пак има луѓе што се одлучуваат на користени станови, некако си се сигурни во старите градби, си сака стар стан. Си го реновира, си
посигурни се некако во старите станови некои од луѓето, а кога ќе размислам малку повеќе, помладите сакаат нови станови. Искрено и јас би купила нов стан, нели? Новичко, средено, се тип-топ, а некако повозрасните повеќе бараат стари станови, користени станови. Така се осеќаат сигурни, можеби, не знам. Така. Токму тоа беше и моето наредно прашање. Во неколку наврати ги спомнавме користените и новите станови. Што мислите според тоа што го продавате, што се нуди на пазарот, зашто има поголем интерес, дали за новите или за користените станови? Пак ќе кажем, нели, зависи од возрастната граница. Како и да е, кога порано имаше поголема разлика, например, во продажбата, во цената на продажбата на станови, се бара повеќе користени станови. Сега, како минува времето, можеби поради квалитетот на старите градби, има некоја причина, некако се достигна цената со новите станови. Значи, зависи. Како што спомнав, нели, зависи. Возраста зависи, колку имате расположливи средства за купување, сепак користените станови 7% со пониска цена, кога ќе размислиш, нели, од друга страна, например, тие пари ќе ги дадеш во реновирање на станот, сигурно нешто ќе сакаш да си го направиш како тебе ти одговара и доаѓа иста цена стари и нови станови. Така, секој си има, нели, свои вкусови, свои желби, како и што сака да биде, па според тоа се одлучуваат. Моето наредно прашање се однесува во врска со тоа, освен за продажба на станови, дали и за купување на станови, дали доаѓаат клиенти кои што сакаат да изнемат станите во Струмица? Да. Последните 2 години, например, ајде нека биде и година и пол, имаме доста побарување на станови под наем. Посебно млади брачни парови, студенти, спортисти, имаме доста спортисти во Струмица што доаѓаат од другите градови, например, им требаат станови под наем. Имаме доста побарувачко, но немаме например, што да им понудиме онолку колку што ни треба, например. Нема доволно понуда на пазарот. Да, немаме доволно понуда и представува доста голем проблем. Некако се шири побарувачката, а немаме понуда и тоа е. Така. И за крај да ни кажете докаде е законот за посредување на промет со недвижности и колкава е потребата на агенциите кои што се занимаваат со ова, колкава потреба и какви проблеми се тој закон може да реши, кои што сега се реални, со кои што се соочуваат овие агенции? Значи, можем да кажем дека тој закон навистина ни е многу потребен нама агенциите, бидејќи се случуваат многу непријатни ситуации, се случуваат разни измами, во секој случај граѓаните се трудат некако да не тргнат на страна. Знаеш, ќе дојде до одредени информации кои што им се потребни и буквално веќе не му треба агенцијата. Кога би го имале тој закон, кога би не штитила на еден начин државата, би било многу полесно. Значи, ако веќе зборуваме, да кажем, например, еден пример, ако веќе реално зборуваме, кога станува збор за најмали продажби, например, станува збор за прехранбени продукти, било што, секој од нив плаќа данок за тоа. А кај нас немаме никаква заштита. Обично физичко лице може да се продаде објект од $1.000.000, може да се продаде објект од 300.000 евра, од 200.000 евра. Значи, мислам дека сме многу оштетени од таа страна и мислам дека е крајно време да се превземе нешто во врска со тоа и државата би била секако во добивка со тоа и ќе бидат повеќе средени сите тие работи, ќе нема измами и граѓаните ќе бидат многу позадоволни. Тоа си повлекува и многу други опции со кои што би биле задоволни сите. Јас ви благодарам што денеска одвоивте време за да позборуваме на оваа тема, па во некоја наредна прилика се гледаме повторно. Ви благодарам и вам.